На страна 359, 12 глава од 2 Самуил, од 1 до 6 стих. Да го чуеме Божиото вдахновено слово. Господ го испрати пророкот Натан кај Давида. Тој влезе кај него и му рече: во некој град живееа два човека, едниот богат, а другиот беден. Богатиот имаше овци и говеда во изобилство, а бедниот немаше ништо друго, освен една единствена овчичка, што ја беше купил. Ја хранеше и таа растеше покрај него и со неговите деца. Јадеше од неговиот залак, пиеше од неговата чаша, му спиеше во неговото крило. Му беше како ќерка. И дојде патник кај богатиот човек, а нему му беше жал да земе од своите овци или од говедата за да му сготви на гостинот кој му беше дошол. Тој ја украде овчичката на сиромавиот и ја сготви за својот посетител. Тогаш Давид пламна со жесток гнев на тој човек и му рече на Натана: така ми живиот Господ, смрт заслужил човекот што направил така. Четворно да ја надомести овцата, затоа што го направил тоа дело и зашто не знаел за милосрдие. Амин. Денес, како што беше кажано, продолжуваме со 10 Божи заповеди. Застанавме до 7-та заповед, која што вели не прелюбодејствувај. Сега доаѓаме до 8-та Божја заповед, која што е не кради, или во нашиот превод од Библиите не ќе крадеш. Таа се наоѓа во 15-тиот стих во Излез, 20-та глава. И овој текст што сега го прочитавме не воведува кон таа заповед. Контекстот на оваа приказна што Натан, пророкот Натан му ја кажува на царот Давид, е како Давид, како цар, во својата мрзливост, наместо да биде со својата војска во војна, тој беше на својот покрив и истогледа жена, која што не беше негова жена, току му припаѓаше на негов воин, ја посака и ја зеде при себе, легна со незе, изврши прелюбодејство и потоа не му беше доста, туку и го уби незиниот сопруг. И пророкот Натан тука умешно му кажува една приказна, која што не знаеме дали е вистинита, дали се случила, но ја доловува поентата која што е покаяние на царот Давид. И во самата приказна имаме еден богат и еден сиромав. Богатиот има овци и говеда во изобилство, а бедниот или сиромавиот има само една овчичка која што си ја гледа како свое милениче и си ја пази. И богатиот во своето изобилство беше толку алчен што дури не сакаше од своето изобилство на овци и говеда да земе од своето и да даде на гостинот, туку со алчно око ја зеде единствената овчичка на својот сосед, на сиромавиот. И тука имаме поука на таа заповед, не кради или не ќе крадеш, каде што пророкот Натан, иако зборува за тоа прелюбодејство на Давид, ние можеме исто така да се поучиме за алчноста која води по крадење. И ако ја разгледаме самата заповед, не кради, таа сама предпоставува во себе дека човекот може да биде собственик на некој имот, да поседува нешто во собственост. Бидејќи не може нешто да му биде одземено, а тоа и значи крадењето или кражбата е одземање на туѓи работи без дозвола на собственикот.
И затоа велиме дека не може да се изврши кражба ако нема собственост. И тука можеме да согледаме и тие лажни идеологии на комунистички верувања, каде што човекот не смее да биде собственик на ништо, туку власта е собственик на целиот имот на државата. Тоа никаде го немаме во Библијата. Имаме пример на собственост во земјата на Израел, каде што Бог ги внесува во хананската земја израелците и им разделува имот на племењата според потребите на тоа племе. И според тоа согледуваме дека човекот има право да поседува. И тоа право Бог го уважува. И нашиот имот, тоа што го поседуваме, е ценето во Божите очи и затоа во моралниот закон кој што ни го остава Бог нас, ни ја дава и оваа заповед. Не кради или не ќе крадеш, бидејќи со кражбата доаѓа и уништување на туѓото. А нас ни е заповедано да ги љубиме ближните како себе си. И затоа оваа заповед е заповед која што е тесно поврзана со златното правило кое што самиот Господ Исус Христос го дава. Тоа е се што сакате да ви прават луѓето, правете им и вие така. И Исус додава зашто тоа е законот и пророците. Тоа го исполнува законот и пророците, бидејќи се она што сакаме нас да ни биде направено или се она што не сакаме во негација да ни биде нас направено, тоа треба и ние да го правиме или тоа не треба и ние да го правиме кон другите, бидејќи тоа го загрозува животот на другите. Како што кажав, крадењето значува одземање на туѓи работи без дозвола на собствениците. И Бог во својот закон тоа е после 7 заповеди кои што се казниви со смртна казна, оваа заповед не е, бидејќи собственоста имотот не е поважна од животот на човекот. Но во Стариот Завет кражбата треба да биде надоместена повеќе отколку што е украдено. А тоа го гледаме дека било така и во времето на Исус и не е поништено тоа, туку и денес кражбата најчесто се враќа дупло или четворно. И така гледаме Захеј во Лука 19 глава, кој што самиот кажува ако сум украл нешто или сум зел нешто неправедно, ќе вратам четворно. Така Лука 19 глава, кој што беше цариник и богат човек, во 1045 страна на Библиите, Исус влегува во неговата куќа и луѓето негодуваат поради што Исус влегува во куќа на грешен човек. Но Закеј, уверен од својот грев, вели: стана и му рече на Господа, 8 стих: еве Господи, половината од својот имот ќе ја дадам на сиромасите, и ако сум зел од некого нешто несправедливо, ќе вратам четворно. Тоа ни ја покажува суштината на кражбата, дека сепак е нешто кое што продолжува да бара враќање дупло или многу повеќе, бидејќи се оштетува имотот на другите. И ако забележиме во приказната која што пророкот Натан ја кажува, гледаме човек кој што има само една овчичка, таа му давала волна, му давала млеко и тој се грижал за незе, а богатиот човек кој што имал многу повеќе, поради алчното око, ја зема овцата на сиромавиот
и тој сиромах не останува без ништо. Останува без она што му било и најдраго и нешто што го хранело него и неговото семејство. Затоа не учи Бог дека таквото нешто му е омразено. И реакцијата на царот Давид: така ми живеот Господ, смрт заслужил човекот што направил така. Четворно да ја наробести овцата затоа што го направил тоа дело и зашто не знаел за милосрдие, е праведна реакција. Но, најчесто, како и царот Давид, ние праведно реагираме за туѓото извршено дело, за туѓата кражба кон нас или кон други луѓе, но ние не се запрашуваме дали ние сме украле, дали ние сме наштетиле на сопственоста на другите. И затоа со Божја помош денес ќе разгледаме самата заповед и што опфаќа таа, што ни е заповедано во таа заповед и што ни е забрането во истата заповед, што Бог бара од нас. Првично, Бог бара од нас правилно и легално да остекнуваме нашето богатство. Законски да ги извршуваме сите дела за стекнување и умножување на имотот што Бог ни го дава. А воедно, истото тоа треба да се грижиме за сопственоста на другите и да сакаме и другите да растат во сопственоста и во нивниот имот и да ни биде драго кога другите напредуваат, а не да сакаме алчно да гледаме на другите и да завидуваме. Се бара од нас законско работење и умножување на она што Бог ни го доверил. И тоа е добар пример со талантите, како Господарот дава таланти на секого според својата волја. И ние сме оние домајќини кои што треба да се грижат за она што ни е доверено. И во таа парабола на талантите кои што ги остава Господарот, човекот кој што не се грижи за доброто на оној талант што Бог му го дава и да го умножи тој талант, тогаш тој е проколнат и Господарот го фрла во пекол, бидејќи нас ни е доверено многу и од оној што се бара многу ќе се бара многу од оној што има многу, а од оној што има малку ќе се бара малку. Но мора она што ни е доверено тоа да го извршуваме. Ова заповед исто така се бара верност. Ова заповед бара од нас ние да бидеме верни на нашите позиции кои што Бог ни ги дал и верно да служиме на Бог. И затоа ни е кажано да не работиме како за луѓе, туку да работиме како за Христос. Бидејќи тој гледа се и ние се што правиме пред неговите очи. И на таков начин Бог бара од нас ние да бидеме верни кон него, а не само кон надворешноста на луѓето. Туку внатрешно треба да бидеме верни слуги со она што Бог ни го доверил. И затоа во оваа заповед се бара од нас да имаме и чесна работа преку која што можеме да снабдуваме за себе си и за другите. Апостолот Павле така ригорозно им кажува на Солуњаните, во 2 Солуњаните 3 глава 10 стих, каде што луѓето Солуњаните сакале да го чекаат само Христос да дојде, а не работеле. И Павле јасно им вели, ако некој не сака да работи,
нека и не јаде. И тоа е принципот. Секој што сака да јаде, треба и да работи. И затоа се бара од нас чесно да си работиме, чесно да го заработуваме лебот. И лебот на нашите ближни. Се бара од нас да се грижиме за своите, бидејќи Павле исто така ни вели во 1 Тимотеј, 5 глава, 8 стих, ако некој не се грижи за своите, особено за домашните, се одрекол од верата и е полош од оној кој не верува. Ние можеби помислуваме само за себе. Сакаме да си угодиме на себе си и не на другите. Но Бог бара од нас да го правиме она што ни го доверил, во што не поставил, да го извршуваме праведно, верно, за доброто наше, но и за доброто на другите. И затоа ни е кажано, оној што крадел да не краде веќе, туку подобро е да се труди и да работи со своите раце, она што е добро. И зошто? За да си угоди на себе си? Не. Ни е кажано за да може да му дава на оној кој има потреба. Дали нашата работа само ја гледаме како удоволување на нашите потреби, намножување на богатство, намножување на собственост и имот тука на земјата, или ја гледаме како талант кој што Бог ни го доверува, за да го искористиме тука на земјата за доброто на другите и доброто на Царството Христово. Тоа треба да се запрашуваме и да се испитуваме за што работиме. Дали работиме само за себе си, или работиме за потребите на оние кои што немаат и се поставени од Бог за таква цел, за оние кои што имаат да го вршат доброто кое што Бог го определил за нас. Треба да се запрашуваме тоа и така и да живееме достојно во нашиот повик, во нашето работење. И протестантите се оние кои што ја создале таа етика на работењето, на секој повик дека е работа за Бог. Претходно во историјата и римокатолиците и православците го гледаат работењето како нешто што е нужно, но не го гледаат како работење за Бог. Кој работи за Бог, според нивните погледи, оној кој што е во црква и кој што служи во храмовите, кој што е повлечен и друг се грижи за него во манастирот. Но протестантите јасно виделе дека работењето, секоја работа, е работа пред очите Божи за него. И така честната работа е добро нешто што тука ни е заповедано, бидејќи на тој начин нема да крадеме, нема да го посакуваме туѓото и со тоа да посегнеме по туѓиот имот. Исто така во оваа заповед се бара честност во нашите продажби и во договорите. Мора да имаме желба да бидеме најасно со она што го продаваме, со она што го нудиме и да не измамуваме, туку да сакаме честната цена на производот да го продаваме на таков начин и да не натрупуваме богатства неправедно на сметка на другиот. Во Изрек 11 глава, 1 стих, ни се кажува како Бог гледа на тоа. Вели, лажната мерка гнасна е на Господа, а полната мерка му е угодна. Со тоа сака да каже дека нашите мерења на проценки за производството и за производите кои што ги нудиме или ги продаваме, дури
кога ги купуваме, треба да биде честно и да не сакаме да измамуваме со тоа. И може исто да прочитаме 20-та глава на Изреки, 14-тиот стих за купувањето, 680-та страна. 20 глава, 14 стих ни се вели: лошо зборува купувачот, а кога ќе си отиде, се фали. Што подразбира тоа? Тука подразбира дека ние и во купувањето треба да бидеме честни, да не сакаме да ни се спушти цената поради наводно лош производ, а потоа со купениот поевтин производ да се фалиме пред другите дека сме купиле нешто бадијало. Тоа е кражба. И ние заповедано да имаме честност, да го бараме производот, да го купиме честно, законски, легално, а воено и да го продаваме така и да не заработуваме на сметка на другите. И тука доаѓа тоа златно правило. Се што сакаме да ни прават луѓето, тоа и да го правиме. Не би сакале некој да не ограби нас со тоа што некој производ кој што го имаме, не е купен поевтино, а вреди повеќе, и потоа да знаеме дека тој производ вредел повеќе. Исто така се бара од нас да имаме задоволност, да можеме да речеме со апостол Павле дека во се сме биле задоволни и се сметаме дури и за отпад, како што беше во песната, поради преголемото познавање на Исус Христос. Тоа е задоволност и во сиромаштија и во богатство. Да знаеме да живееме на ист начин, со многу, а и со малца. Да знаеме да си ги задоволуваме нашите потреби, кои што се на земјата и не можеме да ги негираме, дека ги имаме, но не да се препуштаме на задоволување на нашите страсти и похоти и со тоа умножување на богатство на земјата. И затоа самиот Исус вели: не трупајте богатства тука на земјата, каде што може крадец да ограби, рѓа да зараѓа и молец да изеде. Туку вашето богатство да биде на небесата, каде што ништо од тоа не може да се случи. Тоа не зборува дека не треба, ако имаме богатство, да го имаме и да го раздадеме. Не го зборува тоа. Но военно не треба да имаме посебни аспирации, да желби, да се воздигнуваме и да стануваме некој нешто во очите на другите. Туку да бидеме понизни, да бидеме смирени пред Бог и она што ни го дава да го користиме онака како што му е угодно. Тука е тоа што Бог го бара од нас. Честноста, верноста, правилната работа, трудолюбивоста во работата. Бидејќи тој што не работи, брзо пропаѓа. Во изреките постојано е таа темата на мрзливоста како води во пропаст и во сиромаштија. Затоа се бара од нас да бидеме трудолюбиви во занимањето кое што го работиме и да сакаме да бидеме најдобри дори, бидејќи не работиме за луѓето, туку работиме за Бог. А Бог го заслужува. И тоа како го заслужува? Она што е најдобро од нас. Второ, што ни се забранува во оваа заповед? И како што видовме, оваа заповед е во негација. Не кради. И да, најпрво ни се забранува крадењето. Како што кажав, тоа е одземање на туѓиот имот. И кражбата е најчесто сокриена. И е поврзана, кражбата е поврзана и со другите заповеди. Многу често оној што кради и лаже, оној што кради
најпрво ја прекршува и 10-тата заповед, посакува туѓото, и со тоа ја гледаме совршеноста на моралниот закон. Бог ни покажува дека со прекршување на една заповед многу често се прекршува и друга. И со крадењето тоа е скоро и неизбежно. Не можеме само да украдеме и ништо друго да не сме прекршиле. Најчесто сме прекршиле и други работи, а тесно врзано и со 5-тата заповед. Сме ја прекршиле таа заповед на почитувај го таткото и мајката своја. Во тоа, како што кажав, во таа заповед ни е вклучено почитување на сите луѓе. И со тоа е почитување на имотот на другите. Ако ние крадиме, ако одземаме нешто што не ни припаѓа нас, тоа покажува непочит и негрижа за другите. И затоа можеме да речеме дека ни се забранува со оваа заповед се што може да го попречи, да го спречи растот на нашиот имот или нашата собственост или собственоста на другите. Така, се што може да спречи. Ако ние забрането крадењето, кое што е јасно, и во приказната на пророкот Натан јасно се гледа таа кражба, каде што богатиот си ја зема овчичката која што не е негова и си ја употребува и нема план да ја врати, туку си ја употребува за своја намена и го искористува туѓиот имот. Но ни се забранува не само наше крадење, туку и употребување и примање на украдени работи, кои што друг ги украл, а ние сакаме да учествуваме во тоа. Можеме да отвориме во Изреки, во 29 глава. Во 24 стих, 688 страна. Каде што ни се вели, кој со крадец дели плен, се мрази самиот. Слуша проклетства и ништо не открива. Така, разбираме дека оној кој што не само што украл, току и оној кој што дели плен со крадец, оној кој што сака да земи учество, можеби ние самите не сме украле директно, но можеби сме биле учесници на одреден начин во кражба од друг. Со тоа покажуваме дека ние не го обвинуваме крадецот, туку соучествуваме со него. Исто во 50-тиот псалм ни се кажува, кога ќе видиш крадец, се побратимуваш со него и се дружиш со прелюбници. Како во негативна смисла, за оние кои што одат против Бог е кажано тоа. Исто така ни се забранува, ако се бараш од нас верност и честност во продажбата и во договорите во бизнисот, се забранува лажење во бизнис и во продажбата. Можеме да прочитаме во Амос, пророкот Амос, 8 глава, 5 стих, од 921 страна, каде што ни се вели, велите кога ли ќе помине новата месечина, за да го продадеме житото и саботата, за да тргуваме со пченицата, намалувајќи ја ефата, зголемувајќи го сикалот, да измамуваме со криви мерилки. За да купиме сиромашниот за сребреници, бедниот за лесни обувки, за да ги продаваме триците од житото. И интересно во овој текст што ни се покажува дека најчесто и крадењето и тоа што ни е забрането лажење во нашите продажби и во нашите договори
се кажува дека е тесно поврзано и со непочитување на Господовиот ден. Велите кога ќе помине саботата, за да можеме да тргуваме и да измамуваме. Често еден грев води во друг. И ако не сме во покаяние за тој грев, често не ги сакаме работите Божи, току и ги мразиме. Како што кажав и во тоа што се бара од нас, ние забрането да купуваме поевтино, а да продаваме поскапо, многу поскапо, за да правиме богатство од тоа што сме купиле, да измамуваме со тоа што сме го купиле. Тоа Бог не го сака и ни го забранува во оваа заповед. Како што ја прочитавме тој стих, лошо зборува купувачот, кога ќе си отиде се фали. Купувањето поевтино за да продаваме или да се фалиме со нештото, ни е забрането во оваа заповед. Исто така, ни се забранува и преместувањето на меѓите или преместување на оние работи кои што се во собственост на наша или на нашите соседи, за да можеме да се ги присвоиме за себе си. И тоа е често и тоа е спорот помеѓу многу браќа, за жал тука во Македонија и многу роднински врски поради имотот. Имотот е големо прашање тука во Македонија и тоа представува раскол помеѓу ближни, за жал. И тоа ни се забранува, преместување на меѓите. Можеме да прочитаме во 19 глава од Второзаконие, во 14 стих, 19 глава, вели не го преместувај соседовиот меѓник, со кој старите го разграничија твојот недвижен имот, што ќе го наследиш во земјата која ќе ти ја даде Господ твојот Бог наследство. Истото ни се кажува и во Пословици, изреки, 23 глава, 10 стих. Ни се кажува, не преместувај ги старите меѓи, не навлегувај во нивата на сираците. Зошто? Зашто е моќен нивниот заштитник, ќе обрани нивното право против тебе. Ние како можеби моćни луѓе можеме да се извадиме со тоа и на спор да добиеме нешто што не е наше. Ќе ги преместиме меѓите, оградите, ќе го добиеме тоа и по некое време ќе си го усвоиме и законски. Но, можеби власта е корумпирана, е расипана, но Бог не е. Судијата на светот не е и тој гледа. И тој ќе го брани правото на сираците, правото на оние кои што изгубиле неправедно нешто поради нашето алчно гледање на работите. Исто така ни се забранува таа нечесна работа, нешто што не е погодно да го работи некој христијанин. Тука спаѓаат сите тие коцкарници, сите тие проституција, исто така спаѓа како нечесна работа, нешто што се коси со Божиот морален закон. И можеме да видиме пример во Ефес, како луѓето се занимавале со создавање на идоли. И затоа можеме исто да кажеме, според втората заповед, создавањето на идоли, на слики од Бог е забрането, не смее да биде, и тоа не е света работа, правењето на сликите и тие што ги сликаат. Туку тоа е нечесна работа која што Бог ни ја забранува. Не смее да биде вршена од некој што го исповеда Христовото име. Од 19 глава на Апостолските дела,
ни се кажува од 24 и 25 стих, зашто некој човек по име Димитрий Сребренар, кој правеше сребрени артемидини храмови, на уметниците им донесуваше немала печалба, ги собра и нив и работниците на такви нешта и рече: мажи, вие знаете дека нашата благосостојба доаѓа од оваа работа. А гледате и слушате дека овој Павле, не само во Ефес, туку речиси во цела Азија, убеди и одврати големо множество, велејќи дека богови направени со раце не се богови. И ние го велиме истото, како и апостолот Павле. И ние кажуваме дека тоа не се богови и не треба да им се служи така. И што е грижата тука на Димитрий? Загрижен е за неговото богатство. Неговото занимање е правење храмови и идоли на божицата Артемида. Тука тоа ни е забрането. И пред тоа ни се кажува дека тие кои што се бавеле со магија и со други работи, сите своји работи кои што ги користеле за тоа дело, ги запалиле, бидејќи тие се невредни работи и се омразени од Бог. Исто оваа заповед ни забранува и кражбата која што ја има власта на народот, која што е честа, и тоа ја гледаме и во инфлацијата. Инфлацијата е еден вид кражба, која што можеби не ја гледаме така, но властите и посебно државните банки намерно зголемуваат на печатени банкноти за да ја намалат вредност. И зошто се прашувате можеби заштеда од пред 20 години, која што вредела 10.000 денари, денес вреди само 1.000 денари. Бидејќи властите и банките, светски банки, печатат повеќе од што е доволно за едно општество банкноти. Претходно, пред да има така наречена инфлација, имало дефлација, каде што немало па доволно банкноти, и за да го средат тоа, ја направиле таа инфлација. И банките во своји раце се зеле да крадат од народот и народот да не може ни во денешно време да дури да си дозволи да има имот. Туку се врти на кредит и на задолжување. А исто така, тука во оваа заповед ние забрането тоа давање на позајмица со цел да заработуваме на тоа. Лихварството е забрането во оваа заповед и многу често денеска имаме законско лихварство, каде што банки или други менувачници даваат пари со големи провизии и заработуваат на тоа. И можеме да речеме дека давањето со провизија, со интерес, не секогаш забрането, но секако е забрането на сиромасите да им се дава, да им се позајмува на таков начин и потоа од нив да заработуваме, да со провизијата. Ни се забранува исто така умножувањето од оние кои што земаат само кредит за нешто добро, а не за да печалат од тоа. Но единствено што може да се одобри земањето, давањето на позајмица без со придобивка е кога оној што ја зема исто сака да има придобивка. И тогаш е честно да се има придобивка и да се има удел во придобивката на оној кој што зема позајмица. Но во другите случаи
Бог го забранува тоа и најчесто е забрането и во Стариот Завет е забрането да им се зема на сите браќа и сестри во Израел, во израелското општество, провизија, да им се зема интерес од парите кои што им се дале. Ако ни беше заповедано трудолюбивост, во оваа заповед ни е забранета мрзливоста и како што видовме, оној кој што не сака да работи и да не јаде. Зошто многу често во овој свет имаме луѓе кои што сакаат да живеат на грбот на другите, поради мрзливоста. И често дори имаме случаи не државата да краде од народот, народот краде од државата и оди под социјала и живее така, а не сака да работи. И ние не сме должни на питачи кои што можат и се способни да работат, да им даваме милостина. Тие треба да работат. Павле јасно ни вели. Или нека не јадат. Не е наше да им даваме на оние кои што се способни. Ама да, наше е да даваме на оние кои што се неспособни да работат, кои што не можат да се издржуваат себе си, и да, за нив треба да имаме милосрдност, да имаме желба да им помогнеме и да се грижиме за нив. Бидејќи мрзливоста, како што кажав, уништува цело општество, уништува домови, уништува индивидуи кои што не се предпазливи и не се трудолюбиви. Ни се забранува исто така коцкањето, ни се забранува давањето пари само за таа брза придобивка, а воено брзите пари лесно заминуваат, како што сите знаеме, но она што го имаме треба да биде спечалено праведно и честно, а коцкарниците не се праведни и честни, туку се богатат и тие на сите своји техники за да украдат од народот. Поддавањето и ливчење спортска за утакмици, и тоа е грев, и тоа е нешто што Бог го забранува тука, бидејќи и тука имаме вклучување во таа кражба поголема што се врши од тие спортски обложувалници, од тие коцкарници, и тоа како треба да имаме желба да се уништат од овој наш град и во оваа наша држава. А за жал, оваа наша држава и Србија исто така и многу други најголеми даноци земаат од тие места, и тоа е жално што нашата економија зависи од луѓе кои што немаат, ќе заработат нешто, одат, го прокоцкуваат и повторно тој ист процес, а не се грижат за своите, не се грижат за домашните, нивните пари ги фрлаат на тие кратци. И треба да се молиме усрдно тоа да биде сотрено во нашата држава, да го нема, и Бог да ни биде милостив. И за крај, најголемо нешто што ни е забрането е и кражбата кон Бог. Бог е оној кој што ни дал многу работи и Бог бара од нас многу работи. Бара целосно да му бидеме предадени и бара ние да бидеме посветени кон Него со се, како што кажав, со нашата работа, со нашиот тимот да даваме за Неговото царство, за луѓето околу нас. И жалното е што Израел, како поука наша, можеме да го земеме, но тие беа кратци од Бог. И ни се кажува во Малахија, последниот пророк во Стариот Завет, барем во нашите Библии, 3 глава, од 8 до 10 стих,
956 и 957 страна. Смее ли човек, од 8 стих читам, смее ли човек да му задржува на Бога? А вие ми задржувате мене и прашувате, во што ти задржуваме? Во десетокот и во приносот. Удрени се со проклетство, зашто ми задржувате вие, сиот народ. Донесете ги сите десетоци во ризницата, за да има храна во мојот дом. Тогаш испитајте ме, зборува Господ над војските, не ќе ли ви ги отворам небесните брани и не ќе ли излеам врз вас благослов со полна мерка? Во другиот превод ни е кажано, смее ли човек да краде од Бога, а вие крадите од мене. Тука е задржувано, тоа е зборот. Кражба од Бога. Не смее, тоа е реторичко прашање, но Бог вели, вие крадите од мене. И може би се наоѓаме и ние денес во таква ситуација. Нешто што е Божјо, ние му го задржуваме. Нешто што му припаѓа само на Бог, ние го крадиме и си го присвојуваме. И ако е така, треба да се испитаме. Бидејќи се она што крадиме од луѓето, да можеме да се покаеме и треба да се покаеме и да го вратиме. Но она што го крадиме од Бог, тоа кошта многу повеќе. И времето кое што тој ни го дал, не можеме никогаш да го вратиме. А ако сме го поминале напразно, сме го поминале на злоба и на суетни работи, тоа не можеме да го вратиме. Но Бог е милостив и тука дава и надеж во самите стихови кои што ги прочитавме. Вика, зар нема да ги отворам, отворите небески и за да излијам благослов на вас, па да имате и напретек? Бог ќе не благослови ако се покаеме за нашите гревови и она што сме го украле, да сакаме да го вратиме, како Захеј, цареникот Захеј, што сакаше четворно да врати на оној кој што му зел неправедно. Но и ако сме украле од Бог во неговото време, за богослужбите, не сме сакале да дојдеме, не сме сакале да бидеме со браќата и сестрите, да го прославиме Бог, или сме украле и од денот, сме го поминале неговиот Божи ден во празни работи и работа можеби. Сето тоа Бог го гледа. И ни е кажано дека кратците, како и блудниците, идолопоклонниците, прелюбниците, мекушците, изопачените, лакомците, пијаниците, клеветниците, разбојниците и кратците нема да го наследат Божиото царство. Но има надеж за оној кој што се кае, оној кој што сака да биде обновен и да му служи на Бог верно со се што има, со целиот свој имот, со целата своја собственост, да се вложи кон Бог. И да, во првото време на христијанството, во апостолското време, знаеме дека луѓето се продавале за да живеат заедно и за да му служат на Бог. И тоа не е комунистичко гледиште, туку сепак тие го имале својот имот кон себе си. Тука ни се Ананија и Сафира во 5 глава на Делата, каде што ја знаеме таа приказна како тие украле исто од Бог со задржување на она што го продале. Но ни се кажува 4 стих во 5 глава, Петар му кажува на Ананија за нивата што ја продава. Не беше ли твоја додека не беше продадена? Да, пред да ја продаде беше негова, но потоа пак вели и кога ја продаде не беше ли во твоја власт? Сепак тука ни кажува дека не е дека тие немале власт над своето и живееле
црквата имала власт над се и другите ништо не поседувале. Не е така. Но привремено живееле на еден таков начин за подобро да служат на општеството со заедничко и заедничарење во имотот. Не значи дека ние не треба да имаме имот сега. Но тука, таа приказ на Ананија Сафира, мажот и жената кои што во тоа време ја продале нивата и сакале да ги дадат парите за црквата, но си задржале за себе, не само што украле од Бог, туку и излажале. И баш следната заповед ќе биде не лажи. И затоа реков, сите овие заповеди се тесно врзани и ако нешто сме прекршиле, една заповед сме прекршиле, најчесто сме прекршиле и други. И со тоа доаѓаме до тоа дека ни треба покаяние за секој наш грев. Ни треба спасение. И спасението е единствено во Христос, кој ништо не му задржа на Отецот, туку се предаде целосно себе си за да му служи и да го исполни целиот закон. И на тој начин ние да најдеме прошка, да најдеме очистување и да најдеме радост во него. И тој што крадел, да не краде веќе, туку да се труди и да работи со своите раце она што е добро, за да може да му дава на оној кој има потреба. Амин. Да се помолиме. Господи, Татко наш небесен, Ти праведен и свет Боже, Тебе Ти припаѓа сета слава, чест и величие, и доаѓаме во името на Твојот Син Исус Христос, бидејќи само по тоа име наоѓаме спасение. Ни треба праведноста Негова и Те молиме Ти облечине и денес во Неговата праведна облека и покри го нашиот грев. Признаваме, Господи, дека сме сгрешиле на еден или друг начин против Тебе, сме прекршиле оваа заповед и сме прекршиле со нејза и други заповеди. Прости ни, очисти не и биди ни милостив, да не крадеме веќе, туку да живееме честно, да се трудиме, да работиме, не само за наше добро, туку за доброто на другите. Поучувај не, Господи, да живееме на таков начин, што ќе се грижиме за потребите на другите и што ќе сакаме да гледаме на потребите на другите повеќе од нашите потреби. Те молиме, дај ни да се само одрекуваме, да го подигнуваме својот крст, да го носиме и да го следиме Христос во нашите животи. Те молиме и ова седмица која што е пред нас, Ти води не, давај ни благодат за Ти угодуваме на Тебе, да го гледаме небото кое што Ти си ни го ветил и да копнееме за вечниот живот со Исус Христос. А Те молиме, чувај не од сите искушенија, од сите беззаконија и дај да победуваме надмоќно над гревот и над секој искушение и да не му дозволуваме на сатаната да не употребува за своји лични цели против Тебе, туку да се спротивставуваме на сатаната, да се облекуваме во оружјето Божјо и да Ти бидеме верни на Тебе во се и да работиме пред Твоите очи свето и праведно. Во името Христово се молиме. Амин.